أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Благодаря за прибегнато Джелешанову, салаватите и селамите ги праќаме за нашиот најдраг човек, нашиот пегамбер Мухаммад алейхи салату васелам. Исто така, во исто време чиниме дова Аллах Джелешанову да ги поправи нашите дела, нашите зборови и да не упати на правиот пат. Затоа што тој кога Аллах ќе го упати нема кој ќе го однесе во заблуда, а кога Аллах ќе го остави во заблуда нема кој ќе му помогне или нема кој да го упати на вистинскиот пат. Затоа што единствениот кој што може да не упати, кој што може да ни даде сила и волја и љубов да го следи на вистинскиот пат е Аллах субханаху ва таала. И затоа секогаш од него треба да бараме и помош и да бараме од него да ни помогне да сме што поупатени околу прашањата на нашата вера, на нашиот дин. Исто така, драго ми е што после известно време повторно сум со вас во оваа Аллахова куќа, за која што чинам дова Аллах Джелешанову иншаллах овој собир нашиот да го направи од оние собири во кои што се спомнува Аллаховото име, во кои што се веќаат салавати во Мухамед салаллаху алейхи ва салам, затоа што оние собири каде што не се спомнува Аллах Джелешанову и каде што не се праќа салават од Мухамед алейхи салату ва салам, вели Мухамед алейхи салам, тие луѓе кога стануваат со еден јасен пораз или јасно изгубено време, видливо изгубено време, кое што не го поминале, подсеќајќи се на Аллах Джелешанову. Исто така и вас и себе се посеќам на еден хадис на Мухамед салаллаху алейхи ва салам, во кој што алейхи салату ва салам вели: "Маштама каумун фи бейти мин бујутилlah", секогаш кога ќе се собере една група на луѓе во некоја од Аллаховите куќи, јатлуна китаб Аллах, за да учат од Аллаховата книга, وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ, и за да се поручуваат едни други на Аллаховата книга, إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ, Аллах Джелешанову во нивните срца праќа смиреност. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ, и тие луѓе ги опфаќа Аллаховиот рахмет. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ, околу нив се собираат Аллаховите мелеци. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ, и овие собири каде што се читаат Аллахови ајати, каде се читаат хадиси од Мухамед салаллаху алейхи ва салам, ги спомнува Аллах Джелешанову на најблиските мелеци кои што се до него. Значи ги спомнува овие собири, овие меџлиси кои што имаат за цел да се научи нешто од Аллаховата вера, да се потсетиме, затоа што како што вели Аллах Джелешанову во џеле џелалуху во Куран: "Фадакир фаинна ذикра танфаул муъминин", а ти подсеќај затоа што подсеќањето им користи на муъмините, на верниците. Она за што денеска сакам да зборувам не е дел од нашите редовни предавања, ќе зборувам малку за важноста на џамијата во исламот и за еден дел од еден многу познат хадис кој што сите го знаеме, за 7 луѓе кои што ќе бидат под Аллаховата, под сенката на Аллаховиот арш, престол на судниот ден, а тоа е човекот чие што срце е поврзано со џамијата. Раџулун калбуху муаллакун бил месаџид. Аллах субханаху ва таала во Куранот, во сурату Џин вели: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا". И овие џамии кои што се градат, целта што е во нив? Тие се градат во име на Аллах субханаху ва таала. И затоа во овие џамии немојте на никого друг освен на Аллах да му се обраќате со дова. Ние го спомнавме и кога зборувавме за трите основни начина, каде што рековме дека доказот дека довата е ибадет е овој ајет, во која што Аллах Джелешанову вели дека немојте на никого друг да му се обраќате со дова. Исто така Мухамед алейхи салату ва салам во еден негов хадис, зборувајќи за верноста на џамиите, вели: "Инна ахабба al-биqa'i ila Allahi al-masajid", најдрагите места на земјата за Аллах Джелешанову се неговите џамии. Местата каде што луѓето се редат по редови
za da mu se klanja, za da mu padne na sežde na Allah Đelešanohu, za da mu veliča ime od Gospodar Subhanahu wa ta'ala. Isto tako veli, وَإِنَّ أَبْغَدَ بِقَاءِ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقِ I mesada koji su najpovećniji imanci Allah Subhanahu wa ta'ala, odnosno kada što uvjetu se najdaleku od spomenuta Allah Subhanahu wa ta'ala se pazarite. Zato vernikot treba sekogaš da se najde ili da bide u blizine na džamijata, da bide među onije koji što se sekogaš od džamijata, za da go veličati, za da mu činati ibadat da Allah Subhanahu wa ta'ala. Zato što ova kuća Allah Đelešanohu ni kaže preko Muhammed sallallahu alejhi ve sellem inna masajida buyutu kulli mu'minin taqi. Ove džamije se kući na sekoj pobožan vernik, na sekoj pobožan mu'min. Allah Đelešanohu ove džamije nije da zato nije treba da imаме mnogo golema počet kod ovih mjesta, da gi sakame, zato što ovih mjesta gi saka Allah Subhanahu wa ta'ala i da se trudime da im dademe živost na ovije džamiji, ne so zborovi koji što nema korist, tuku so ovakvi predavanja, ovakvi sobili kada što se podsekajamo jedni na drugi na Allah Subhanahu wa ta'ala. Isto tako, ono što je mnogo važno da ka Allah Đelešanohu koga zborova za onije koji što se griža za džamijata veli innama ya'muru masajid Allah. Navistina na džamijite živost im davat ili za džamijite se grižat. Zborot umor koliko ubavo go spomnu Allah Đelešanohu Kur'ana, znači da mu dade život i nekoj koga Allah Đelešanohu ke mu dade umir, znači ke mu dade životen vek, znači toliko ke žive. Zato je Allah Đelešanohu koga veli za održavanje tra džamijite vika Ya'muru, znači im dava živost na džamijata. Na Allahovata kuća se koji? Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tije što veruvat u Allah Đelešanohu i sudnji dan. Allah Subhanahu wa ta'ala često pati u Kur'anu i povrstu ovije dve verovanje to Allah i u sudnji dan. Zato što to podrazbira deka čovjek ke dava, znači ke bide presmetan za ono što go rabotal ili ke bide odgovoran za ono što go rabotal na ovoj dunjalu i jedan den pred Allah Đelešanohu ke dava odgovor na prašanja koje što ke mu bide postavene. Kako što se prašanja što napravi sa život od koje što ti go dade Allah Đelešanohu. Prvo, kako što se prašanja što napravi sa mladosta što ti je dade Allah Subhanahu wa ta'ala. Isto tako je vidjeti kada je prašan i za njegove timor kako go zarabotili, kada go potrošili, no mnogo važno se ovdje dve raboti, život od i mladosta, kada sme ih potrošili nije, od kada su se gledali vrednostana vremeta u islamu. Isto tako, tukaj je izleguvana videlina i važnost na to veruvanje u sudnji dan. Znači ova džamija koji dava život, koji se griži za tije ovi Allahovi kući, su oni koji što veruvat u Allah Đelešanohu i u sudnji dan. I potom veli la qama salata wa ata zakata wa lam yakhsha ila Allah. Koji što klanja namaz, dava zekat. Klanja namaz, rekao me neka zborot iqamatu salat ne podrazbira samo fizičko izvršuvanje. Tuku izvršuvanje su koje što se ispolnува site, stolbovi site, znači delovi na namaz od koje što gi propiše Allah Đelešanohu. I nadvorešni i natрешni. Nadvorešni se ruku, kijam, sežda, izgovaranje to nadovite, a posebno je važan onaj natrešen del su koje što nije mu činimo ima da Allah Subhanahu wa ta'ala. I dava zekat, znači on nije od ime tog ima udel i onaj koji što je siromašan, onaj kategoriji koji što Allah je odredio وَلَمْ يَحْشَ إِلَى اللَّهِ i ne se plašat od nikoga osim od Allah Subhanahu wa ta'ala. Nije zboruvavne, dok se sekevate za stravot, vidimo da je najvisoki od stepen na strav treba da bude od Allah Subhanahu wa ta'ala. Zato će me negovata kazna. Zato što realno, ako Allah Đelešanohu ne kazni, to je najgolemo to, najbola ta kazna, najteška ta kazna i nešto što drugi to ne treba da se dozvola na sebe si da ne se plaša do to. To je luksuz da ne se plaša do Allah Đelešanohu. Kazna, sve kako deka,
normalno od nekoj prirodni pojavi koji što gi zborovame, od nekoj životni, дека normalno човек да има страх, тука се мисли на оној страх кој што те спречува да правиш харам и кој што те потикнува да правиш добри дела. Значи, за овој страх зборуваме кој што е позитивен и влијае врз човекот. Значи, овие луѓе на овој начин се плашат само од Аллах субханаху ва таала, па да тоа вели на Аллах од овој ајет Аллах джешану фаса улаика ан јакуну мин ал-мухтадин. И овие луѓе заслужуваат да бидат од оние кои што се упатени. Значи, овие луѓе кои што веруваат во Аллах джешану, веруваат во судниот ден, кланјаат намаз, даваат зекат и не се плашат од никого освен од Аллах субханаху ва таала. Овие луѓе заслужуваат да се викаат упатени. Тука се спомнали негде дека тој што вика за себе јас сум упатен, дека тој заслужува да биде викаен упатен? Не се спомнува. Се спомнуваат делата, клањање, верување во Аллах джешану, верување во судниот ден, клањање намаз, давање зекат, страв, вистинска единствен има од Аллах субханаху ва таала. Значи, овие дела се оние со кои што ние заслужуваме да бидеме повикани како оние кои се грижат за Аллаховите куќи, за Аллаховите џами. Исто така со овие особини ние заслужуваме Аллах джешану да не вика упатени. Зашто го викаме? Затоа што денеска има многу луѓе вика ние сме упатени, ние знаеме верата. Уште поголема е катастрофата ако некој нешто знае од верата, а истото не го спроведува. Или истото само онака според кејфот. Знаењето на верата, прво идат кај филтерот на кејфот на нефсот негов, а потоа идат у пракса. Кај муслиманот не. Тоа што го знаеш, го спроведуваш. Нема тука да го прашаме мојот нефс, мојот кејф, дали имам време, дали немам време, дали имам работа, дали немам работа. Ако човекот на овој начин размислува, тогаш што напред иттехада илахаху хеваху. Тогаш за свој господар, за свој Бог, ја ги прогласи своите страсти, своите кејфови и тој тие луѓе се далеко од Аллаховиот пат. Затоа сакам да кажам дека ако почитаме Куранот, сите оние особини и имиња кои што им ги дава Аллах джешану на верниците се поврзани со дела, не се поврзани со зборови. Еледине калу рабуна Аллаху thumma istaqamu тетеназел. Оние кои што викаат Аллах джешану нашиот господар и потоа се устрајни на Аллаховиот пат. Врз нив Аллах джешану ги праќа неговите мелеци. Значи секаде се спомнуваат делата кои што се многу важни и оние дела кои што ги имаат својот надворешен аспект, значи практичните дела, секако дека тука мислиме на оние дела кои што се дела на нашите срца, кои што се внатрешни ибадети, кои што за жал многу луѓе ги запоставуваат. Исто така Аллах джешану зборувајќи за џамиите во сурата Нур, во ајетите 36, 37, 38 вели: "Фи бујутин едина Аллаху ан турфа", во куќи кои што Аллах джешану дозволи да се подигнуваат. Во јузкеру фиха смуху, и во кои што се спомнува Аллаховото име, се мисли на џамиите. Юсеббиху леху фиха билгудуи вал асал. Во овие куќи се велича Аллаховото име и се спомнува наутро и навечер. Ние знаеме дека Аллах джешану намазските времења ги спомнал во Куранот, но не на начин како што ние ги знаеме како саба. Затоа кога ќе рече наутро се мисли на сабаскиот намаз. Кога ќе рече зулефа мине леј, во ноќта која што е најблиску до денот, се мисли на акшам. Салатул уста се мисли на ихиндискиот намаз. На ихиндискиот намаз, средниот намаз. Тарафејн нехар се мисли на двата краја на денот, значи сабах и ноќта. Потоа Мухамед саллаллаху алейхи ва салем му доаѓа Џебраил и му ги подучува временските. Значи, намазските времења практично, кога е, почуваат за нив шаки зборува добро. Сакам да кажам, во овие куќи се спомнува и се велича Аллах джешану, билгудуи вал асал. Риџалун ла тулхихим тиџарату вала бејун ан зикрилlah. Во овие џамии се собираат луѓе, односно, на овие џамии им даваат живост луѓе кои што не ги оддалечува ниту трговијата, нити купопродажбата од спомнувањето на Аллах субханаху ва таала. Некој сега ги каже, овој хоџе да себе да ни забрани нас трговија да правиме. Не, хаша, мокелла. На нас не е дозволено. Аллах джешану во Куран вели: "Ва халаллаху
al-bay'a wa harrama riba. Allah je dozvolio trgovijata, a je zabranil kamatata. Ovdje se misli na drugi koji što ne dopuštate. Tije dizginite na čovjeku da gi prevzeme ta trgovina. I spored dea se da napravi i da ga napravi njegov život, takav što ke se odaleče od Allah Đelešanohu zato što misli deka ako klanja namaz, ako izgubi vreme u džamije, pod navodnici izgubi vreme u džamije, deka ke izgubi u trgovine. Ne, ovi druge negi odalečuva od spomenovanja to na Allah Đelešanohu, niti trgovijata, niti kupoprodažbata. Ovo je kami sada. Trgovijata, niti kupoprodažbata, neki sprečuva da go izvršuva namazom. Da dava zekat. Jehafum kakvi druge sove se plašat jeume tetakallabu fihi l-kulubu wal-absar. Na den od koga ke se prevrtat i očite i srca. Čovjek od koga se plaši, srce do koga da mu se prevrtuvo. Koja ke se plaši njegovite oči, kako da se prevrtene. Se plaša do toj den je sudnio den, na koji što ke izleze pred Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ne dozvoluje trgovijata. Sve koji ke si raboti, ono koliko što može, i došlo smo je da raboti za da zaraboti na česen način za njegovo to semejstvo. No ne treba da dopušti to da go prevzeme kontrola ta vrzdena. To je da stane robna ta trgovija. To i koga pravi trgovija treba da bude robna Allah subhanahu wa ta'ala. Baš danas kad gledate na video klip, za žal kad u našite medijumi nema takvih emisiji zato što u našoj televiziji ima nešto za muzika, za prikazni, za nekoj mnogo važne ličnosti kako otišle vamo, otišle tamo, se razvele od ovo se omašaju za ovo, ima problemi sa drugata. Za jedan čovjek koji što napravil jedna golema kujina, koja što je po golema od ova džamija. Vo koja što, ne znam koliko imaš golemi tenđerine, vo koja što stanovila, znači ima mjesto da 10 ovci. I kole, go podgotovo mjesto, orezati sve ono što je od okolo slučajevi za sokovi, zada na hađijite, na terot na Arefat im dane besplatan obrok. To je čovjek, sad ne znam koliko je broj, ti go prošao, koliko možeš da ne kaže prilika, koliko obroci, to mene ne me interesira. Ono što je našo neka Allah Đelešanohu, znaje. Ama vika naša ta ekipa broji 700 luge. Možete da zamislite koliko 700 luge? Za koliko luge tijeke obslužuvat hranu. Počuvajki od noćita na Arefat, koja luge se počuva da doje na Arefat, koji bilo zna, pa sve do zalezot na sonce to, na 9. den na Arefat. Sad da kažem, deka luge je to, koji što je shvatat, ono što mi ostaje pečat od veše ova, što go reče, vika, Đelešanohu znaje, što ima ja da se mačam na broje? Nije ke zaboravi me, a malo Đelešanohu nema da zaboravi. Ke ostane zapišeno to. I dobro to i lošo to. To treba da ne plaši nas. Zato na sudnji den ke se začudi me. Ke kaže, mali hadan kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Drugi da kaže, što je na ova knjiga ne ostavila ni malo ni golemo da nego zapiše. Allah subhanahu wa ta'ala nema da ne napravi nepravda. Haša wa kella. Allah Đelešanohu i za najmanje trutke nagradi, ke je dada zaslužena ta nagrada na nas, samo da imame jaka volja i sabur i inša Allah Đelešanohu ki ni pomogne. Sve kojaš koja je trpne prema Allah Đelešanohu ki osjeti me, Allahovata pomoć i negovata moć. Zašto ko vikamo? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala veli u Kur'anu وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Dužnost naša je da ih pomognemo, veli ste, Allah Đelešanohu to mu veli. Ili što mu veli Allah Đelešanohu koga zborува za idhuma fil gari thaniyat nejni idh yakulu li sahibihi la tahaf inna Allaha ma'ana. Koga se dvajica vo pešterata, Ebu Bekr i Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, teko dan hidžetot i koga mu veli na druge. Nemoj da se plašiš, Allah je sa nas. Zašto se plašiš? Zato mu veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Ebu Bekr, ja Ebu Bekr, ma dharnuke bithnejni Allahu thalithuhuma. Što vi kaže za dvajica druge, čiji što tret, Allah Đelešanohu. Ne treba nije da se plašimo. Naše to je da rabotimo. Ona što ne podele Allah Đelešanohu kada se sluši. Sad da kažem, deka Allah Đelešanohu ne podgotovo za toj den. Naše to je da rabotimo. Da ne vrtimo oči da iz srca da sudnije den.
Potom veli, lijedzihum Allahu ahsana ma amilu. Sad Allah Đelešanu na najdobar način ki nagradi za ono što go работали. Ние зборуваме малку за ова кога рековме дека секое дело Allah Đelešanu автоматски го прави 10 пати по-големо, у 10 стручува. Значи 10 пати по-големо делото кое што го правиме. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ и за да им додаде уште повеќе од неговата благост, وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allah станува кого сака без пресметка, без хесаб. Тоа е нашиот Господар Allah субханаху ва та'ала. Исто така, Мухамед саллаллаху алейхи ва салlam вели дека помеѓу 7 луѓе, одnosno 7 групи на луѓе кои што ќе бидат во Аллаховата сенка на судниот ден е и човекот чие што срце е поврзано со џамијата. Значи овие два ајета зборуваат за џамијата, за спомнување на Аллах Џелешану, човекот да е врзан со џамијата. Затоа и Мухамед саллаллаху алейхи ва салам доаѓа од Мека во Медина, чини хиџрет, доаѓа во местото наречено Куба, кај Бен Амар ибн Ауф, и не останува долго. Што прави? Веднаш почнува да ја гради џамијата. Оди од Куба, знае аџијата и другите кои што ви колку е близко Куба до џамијата на Мухамед саллаллаху алейхи ва салам. Оди од Куба, доаѓа до местото каде се наоѓаат мезин. Првото што прави е градењето на џамијата, затоа што тоа е столбот на ибадето, столбот на една заедница на верници кои што му чинат ибадет на Аллах субханаху ва та'ала. Затоа многу голема благодат и во исто време одговорност е да се грижи за една џамија. Нема поголема можност да заработиш себе. Исто така и во исто време треба да знаеш дека тоа е голема одговорност пред Аллах субханаху ва та'ала, доколку не го извршиш еманетот онака како што сака Аллах субханаху ва та'ала. Затоа вели, поврзаноста со џамијата е во основа поврзано со што? Поврзано со намазот, а намазот е основниот ибадет на верникот. После шехадетот, најважниот е што? Затоа Мухамед саллаллаху алейхи ва салам, кога сакал да се смири, кога сакал да го достигне духовниот мир, што викал? Арихна бис-салати ја Билал. Смири не, дај ни раат да божествуваме таа смиреност на душата, со што со есанот, со намазот. Затоа оваа куќа, Аллахова куќа е куќата во која што се гради иманот на човекот. Додека примерот оние кои што бараат нешто друго од некој друго, а не од Аллах Џелешану, Аллах Џелешану му дава примерот на мрежата на пајакот, која што е најслаба куќа. Аллах Џелешану му вели: "Метелу лладина иттахаду мин дуни Llahi аулија кемethali l-ankebut", примерот на луѓето кои што земале освен Аллах Џелешану друг бог, е како примерот на пајакот иттахад бейта, кој што прави мрежа за која што мисли дека е негова куќа, а вели: "Wa inna awhana al-buyut la baytu al-ankebut". А најслаба куќа е која? Куќата на пајакот. Затоа што со еден движење на рафета, со мал ветар може да се расипа. Сега да кажа дека верникот со тоа што се грижи за џамијата, во основа е гради неговата куќа, во која што директно се врзува со Аллах Џелешану и му чини ибадет на него, за разлика од другите кои што барајќи нешто од некого друга, не од Аллах Џелешану, во она што може да го даде само Аллах Џелешану, тие што прават му личат, значи му се слични и доликуваат на пајаците кои што прават мрежа, мислејќи дека прават за себе дом, а во основа најслабиот дом е домот на пајака. За важноста за џамиите исто така зборува и животот на Мухамед саллаллаху алейхи ва салам. Го спомнавме гледањето на џамијата во Куба, го спомнавме гледањето на џамијата во Медина. Исто така неговите куќи ги направил околу џамијата. Исто така, кога клања намазот на сабан, би остал во џамијата се одека не изгледа сонцето, значи бил толку време во таа џамија. Исто така, кога би се вратил од пат, Мухамед саллаллаху алейхи ва салам не брзал прво да ги посети жената, децата, фамилијата, да види како му е колата, дуќанот. Прво што работа било да отиде во џамија. И тоа зборува дека толку бил поврзан со џамијата. Исто така и во неговата болест, на крајот на неговиот живот, бил многу поврзан со џамијата и со она што се случува во џамијата.
Sekoga što bi se razbude od makitena bolesti i od budeškodinite bi rekao, ja sad nas dalje klanja do dugeta, koji klanjaše i mu narede na Ebu Bekr da klanja so dugeta. Isto tako i posljednji pogled koji što upatio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bil pogled od džamijata. Koga gi videl, se nasmejal, gi videl kako klanjat pozadnji Ebu Bekr i je spustil perdoto i se radili po tome povijek nese. Znači, posle kratko vremena preseli na ahiret, alejhi salatu wassalam. Isto tako, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao дека најдобриот саф е првиот саф. Најлошиот саф за мажите е последниот саф. Сакајќи да ги поттикне луѓето да доаѓаат порано во џами. Исто така рекол, алейхи салату вассалам, дека оној човек кој што ќе остане во џамијата, чекајќи го намазот, е во намаз. Значи, човекот ќе остане во намаз, доколку остане во џамија, чекајќи го следниот намаз. Затоа, она што е многу важно, дека таа била позицијата на џамијата е била многу важна и во времето на Мухамед сам и после, значи пренесуваат во неговата биографија, дека секогаш кога би отишол на некој патување и би останал повеќе од еден ден, прво што би направил би го одел местото каде што ќе биде џамијата, каде што ќе се собираат за да кланјаат. Исто така и неговите халифи Ебу Бекр и Омер, кога ќе се освоил некој град, прво што наредувале да се направи месџид џами, голема џамија каде што ќе се кланя џумата. Затоа се пренесува едно писмо од Омер кое што го праќа на Ебу Муса Елешари, каде што вели првото што ќе го направиш од кога го освоил тој град е да направиш месџид џами и да присуствуваш на првата џума и да го одредиш кој ќе биде имам во таа џамија. Значи зборува за важноста на џамијата, затоа што верникот не може да го замисли. Прва работа која што бара верникот каде да отиде, треба да биде џамија. Затоа што тоа е местото каде што ќе најде прво духовен мир, ќе заврши својата должност кога Аллах Джелешану и во исто време што ќе направи, ќе си најде слични на себе верници со кои што може да поразговара, кои што ќе го послушаат, со кои што ќе најде некој дерман за неговиот хал, ќе најде некој лек за неговиот проблем кој што го има. Она што помага на човекот да биде од оние чии што срца се поврзани со џамиите е да се грижи и да инсистира секогаш да го клаја намазот во џамија и во негово време. Аллах Джелешану вели во Кур'ан: "Инна салата канат алал муъминине китабан мавкута." Аллах ги обрзал верниците со клањање на намазот во одредени времиња. И знаеме, иншаллах, доколку Аллах ни даде можност, ќе зборуваме о некои од фикските теми, кога се и како се одредени намазките времиња. Исто така, Абдулlah ибн Мас'уд радијаллаху анху дека Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем рекол, кога го прашал: "Ејул аъмали ахаббу иля Аллах?" Кои дела се најдраги кај Аллах Джелешану? Што рекол првото? Ес-салату ала вақтиха. Првото што го рекол е клањање на намазот во неговото време. И најдобро време е првото време. Најдобро време е првото време. Потоа рекол бирул валидин, потоа доброчинството кон родителите, потоа рекол ел-џихаду фи себилилlah, потоа рекол дека е војната на Аллаховиот Джелешану пат. И вели Абдулlah ибн Мас'уд: "Оле истазаттуху лезадани", и да бара повеќе од него ќе ми кажеше уште повеќе. Исто така рековме дека многу важно е клањањето на намазот во џемат. Ако земе да ги отвориме книгите на алимите, ќе видиме дека многу јасни аргументи има дека должност е ваџибе на тој кој што може. Или се наоѓа во близина на џамијата, каде што може да го чуе езанот, да го клања намазот во џамија. И затоа Абдулlah ибн Мас'уд вели: "Валакад рајтуна ва ма јетехаллафу анха илля мунафикун маълумун нифақ." И вика, оставањето на намазот во џамија во наше време беше особина само на мунафиците кои што беа познати по нивниот нифак, по нивната лицемерие. Кој го вика? Абдулlah ибн Мас'уд. Вика, човекот доаѓаше, држејќи се за двајца луѓе, само за да клања во саф. Не е целта да сега да кажем дали е ваџиб. Најточното мислење е дека тој кој што е близко до џамијата
i koji što nema opravdovanja kako što je bolest ili ne zaspao ili ne zaboravio, neka ne gubi od namaz, dođe da ga klanja vođanija, Ili vremenski ne pogodi. Dobro, vremenski ne pogodi, to baš se spojivao dva namaza, kako što je vreme to koga vrne došli, kako što napravimo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ili koga ima strah od nešto, to baš je dozvoljeno da spojivaju namaze. Sada da kažem deka Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao deka salatu rajuli fil jama'a tud'afu ala salatihi fi baytihi bi 27 daraja. Namaz od čovjeka se zgolemува za 27 pati poveke od koliko namazat koji što ga klanja doma. Zato što той koji je zemabdes, koji je trne kon džamijata, tije čekoli koji što ti pravi do džamijata, той zamor, sve je to sevapka, zato što Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Ajša i vika eđruhi ala kadri nasabiki. Твоята награда ќе биде поголема колку повеќе ќе биде твојот замор. Исто така Мухамед саллаллаху алейхи ве селем вели во еден хадис доколку човек земе абдест и излезе кон џамијата. И тоа себепот зашто излегува од дома не е освен намазот. За се со секој чекор кој што ќе го пречекори, ќе му се избрише, ќе му се подигне еден степен, ќе му се избрише еден грем и ќе му се запише еден севап. Па и да сала и кога ќе кланя не тезал мелаикето досали алейхи ма даме фи сала. И доколку кланя намаз и остане во џамијата, мелеците ќе продолжат да прекијат салавати, значи да бараат прошка за него, образ за него, се додека е во неговото место. Исто така Мухамед саллаллаху алейхи ве селем рекол дека во ривајатот ќе кажат Аллахуме гфир лаху, Аллахуме туба алейхи, ва лем юъзи фихи ма лем юхдис фихи. Значи Мухамед саллаллаху алейхи ве селем чинел доба рекол Господару прости му, Господару прими го неговото покаяние. Значи се ова е поврзано со човекот кој што е во џамијата и кој што дошол за да кланя џамија. Исто така Џабир радијаллаху анху вели дека околу џамијата на Мухамед алейхиселам еден ден слушавме дека има едно празно место. И сакавме целото племе Бену Селеме да се преселиме на тоа место. И тоа го слуша Мухамед саллаллаху алейхи ве селем и ни рече: "Дозна дека сака да се преселите поблиску до џамијата." Му рековме: "Да, Божји пратенику." Тоа што ни рече: "Ја Бени Селем, о семејство на Селема, значи племето Селема, дијарукум туктеб атарукум. Чувајте ги вашите куќи, за секој трак кој што ќе го оставите, знаете дека Аллах ќе ви запише сева." И тогаш вели Џабир: "И денеска сме среќни зашто не се преселивме и кога би се дало може да се преселиме, нема да се преселиме затоа што сакаме да го заработиме тој сев кој што сме го имале доаѓајќи во џамија." Исто така Ебу Муса радијаллаху анху вели: "Кале Расулуллах саллаллаху алейхи ве селем: Инна аъзама наси аџран фи салат абадухум илейхи мемша ва фабадухум." Човекот кој што во намаз има најголема награда оној кој што од најдалеку доаѓа, па потоа оној кој што е подалеку од него. Значи колку е подалеку од човекот и доаѓа пешачејќи во џамија, толку е поголемата на неговата награда. Потоа вели: "Воле диентаде салат хата юсалиха мал имам." И човекот кој што чека намазот, се додека него кланя со имамот, аъзаму аџран мин аллади юсалиха тума янам, и поголема награда отколку тој што кланя намаз и потоа спие или се одмара. Хадисот го пренесуваат Бухари и Муслим. Убеј ибн Кааб радијаллаху анху вели: "Кана раџулун мин ансар", имал еден човек од ансариите. "Ла а'ламу ахадан абаду мин ал-масџид", не знаеме некој да бил подалеку од џамијата од него. "Канат ла тухтируhu салат", ниеден намаз не пропушти. "Фақила лаху лау иштарейте химаран", му рекоа: "Зошто не купиш макаре за да доаѓаш со магарето во џамија, зашто си далеку?" Затоа што и навечер не знаеш каде одиш, а и дење е топло и кога газиш по песокот, се чувствува врелината на песокот, топлината на песокот. Што рекол маја суру нијене мензили или аџеби мензили. Валлај вика: "Не сакам мојата куќа да е блиску до џамијата." Затоа што го слуша Мухамед саллаллаху алейхи ве селем како вели дека човекот кој што подолго пешеше до џамија има поголем севап во неговиот намаз. Хадисот го пренесува Муслим. Кога за овој човек слушал Мухамед саллаллаху алейхи ве селем рекол: "Валлахи кад џама Аллаху лаху залика", Аллах навистина му ја
ispunila ta njegova želba da zaraboti poveke sevabe. Isto tako od sredstava koji što pomaga, odnosno način da se koriste čovjek koji treba se povlazi sa džamijata je da sedi dugo od džamijata. Koliko što je možno podrugo da bude od džamijata. Ebu Hurajra radijallahu anhu veli, da ga go slušao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govori: "Ma tawattana rajulun al-masajid sala wa dhikr illa tabashshash Allahu ta'ala ilayhi kama yatabashshash ahlu al-ghaib bi ghaibihim idha qadima alayhim." I kad se koš ko jedan čovjek ki go pominува своето време во џамија за да спомнувајќи го Аллах Џелешанову и кланяјќи намаз, за со тој човек се радува Аллах Џелешанову. Како што се радува семејството на некој кој што отпатувал кога ќе се врати, кога ќе се врати. Така Аллах се радува со овој човек кој што долго време ево џамија. Хадисот го пренесува Хаким и вели дека е сахих според условите на Бухари и Муслим. Значи овде се зборува за еден човек, ова секако дека не треба се разбере како некој, како што било во времето на Омер, кој што цело време седе во џамија и чека луѓето да им донесат храна, јадење, пиење, без да излезат за работа. Напротив, овде се мисли на оние луѓе кои што секој момент, имаат слободно време, во кој истат за да бидат во Аллаховата џамија. Секако и не ги запоставуваат нивните должности прво кон Аллах Џелешанову, а потоа и кон нивните семејства. Во друг ривајат од Ибн Хузейме вели: "Ма мин раджулун таваттана al-masajid fa shaghalahu amrun aw illatun thumma aada ila ma kana illa yatabashshash Allah." Вика човекот кој што бил од оние луѓе кои што долго седат во џамија, вели Мухамед саллаллаху алейхи веселем. Потоа му се случила некоја работа и се ангажирал или некоја болест, па не може да дојде во џамија. Со неговото враќање во џамија и седење во џамија се радува Аллах Џелешанову како што се радуваат семејството на некој патник кој што се враќа во неговиот дом. Од Ебу Дерда радијаллаху анху се пренесува дека рекол дека го слушал Мухамед саллаллаху алейхи ве селем како вели: "Ел месџиду бејту кулли такијен." Џамијата е куќата на секој богобојазен. Значи како што човекот треба да седи и да присуствува во неговата џамија, во неговата куќа, така треба да се грижи и за џамијата. وَتَكَفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ كَانَ مَسْجِدُ بَيْتُهُ بِالرَّوْحِ وَالرَّحْمَةِ. Аллах Џелешанову гарантира на тој чија што куќа е џамијата дека ќе му даде да ја почувствува убавата арома на џенетот, мирисот на џенетот и рахметот и ќе му болести поминувањето врз мостот Сират кон Аллаховото Џелешаново задоволство во џенетот. Значи Аллах ќе му даде раухот е таа убава мирисва која се чувствуваат тие што се џенети, Аллаховиот рахмет и Аллах Џелешанову тој човек кој што долго време поминува во џамија, вика ќе му болести преминувањето преку мостот Сират и ќе го приближи кон Аллаховото задоволство и неговиот џенет. Исто така многу важна работа е, која што е поврзана со клањањето во џемат, е да се трудиме секогаш да го започнеме намазот заедно со имамот, со такбирот или кога ги каже имамот Аллаху екбер и ние да кажеме Аллаху екбер, затоа што Мухамед саллаллаху алейхи ве селем рекол: "Кој клањаше 30 дена во џемат, земањето првиот текбир заедно со имамот, Аллах Џелешанову му дава на тој човек две гаранции, две заштити: бараету мин нифаки во бараету мин нар. Аллах Џелешанову ќе го заштити од дволичноста и ќе го заштити од Аллаховиот огин, односно од џехенем. Исто така, многу е важно, она што е гледам дека е запоставено кај многу луѓе, да се отиде порано на џума нема да се клања. Ние знаеме дека Мухамед саллаллаху алейхи ве селем рекол: "Кој ќе се избања на петочниот ден, како што се бања тогаш кога е џунуб, потоа ќе отиде најрано во џамија. Неговиот севап е како да заколе за курбан една дева. Кој ќе отиде подоцна, во вториот саат има награда како да заклал крава. Кој ќе отиде во третиот саат има награда како да заклал овен. Кој ќе отиде во четвртиот саат има награда како да заклал кокошка. Кој ќе отиде во петиот саат и час има награда како да дал со садака јајце. Потоа вика: "Фејда хараџа имам", кога ќе искочи имамот, мелесте ги затварат своите тефтери и слушаат што ќе каже имамот на неговата худба. И да хараџите ли имам. Не како кај нас мора тука да дојде. Според сунетот е, прво што ќе направи судниот ден, имамот да се качи на мимберот
i da kaže Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne tu, tamo gdje ideš skoro nazad baš. Ono što sad na taj svijetu da ga spomnam, nekoliko svetli primjeri za to kako prvite generaciji se odnosuvali kon džamijete. Ibn Đurejđ veli, a ta Ibn Abi Rabah, koji što bil crnec i bil rob, i kad je nego došao u Marwan ibn Abdul Melik, su njegovite dva sina za da ih nauči propisite na hađat. Što vika za nebo? Postelnirata, znači tepih ili hasrata na džamijata, beše postelata na ata 20 godine. 20 godine, znači on cijelo vreme ga pominovalo o džamijata. وَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَلَاتًا i beše od drugih to koji što na najdobar, odnosno na najljubav način poklanjaše namazom. Isto tako Zijad Mevla ibn Abbas veli, za nebo, to je bilo od poznatite pobožnjaci, يُلَازِمُ مَسْجِدُ الْمَدِينَ فَسَمِيُوهُ يَوْمًا يُعَاتَبُ نَفْسَهُ كَيَقُولُ. Ovaj Zijad bio sluga na Ibn Abbas i cijelo to vreme go pominalo džamijata na Muhammed a.s. u Medina. I jedan go slušao kako se kritikova sami od sebe si. Kada sakaš da odeš? Kada sakaš da se trpaš od tuka od džamijata? Zar nije podobno mjesto od džamijata? Zar nam sakaš da otideš i da gledaš po ubava kuće, od kuku šta Allah vanta kuće? Znači, na sami od sebe si dao gajlet da ostane i da bide povezan sa džamijata. Sejid ibn Musaib rekao, ne su mu uslušali muezinot da počne da prouči ezan 30 godini, a da ne su mu džamije. 30 godini ezan da uslušao u džamije, sve koji ezan. Dodaka Rabi ibn Zijad veli, nikogaš ne su mu uslušali muezinot da uči ezan za podnevski namaz 40 godini, a da ne su bil od džamijata, osam koga su bil bonom i koga su bil musafir. Jahja ibn Sejid al-Ansari je poznat prenositelj na hadisite, veli deka 40 godine za nego Jahja ibn Ma'in, veli deka 40 godine ne mu izbjegao nijedan namaz od džamije. I ono što je jedan potik za nas da se povezujemo sa Allahovite džamije je jedan hadis u kojoj što Allah Đelešanohu na sudnjem deke kaže: Inna Allaha yunadi yawm al-qiyamah, na sudnjem denu Allah je povika: Ejne džirani, kada se mojite? Komši, kada se mojite komši. Fatakunu al-malaike, malaike da kaj rečat: Rabbana, wa men yambagi an yujawarek? Gospodar naš, koji zaslužuje tako da vide povika kako tvoj komšija, kako tvoj sosed? Fakulu ejne umaru al-masajid. To su oni koji što se grižele i posjetuvali mojite džamije i koji što bile povezane sa mojite džamije. Allah Đelešanohu mu ćemo dobro inšala, nije da vidimo tije koji što nam istina se povezane sa džamijete. Sve koji angažman u džamijata, wallahi, billahi, tallahi, ne vije zakupa. Naprotiv, to je za vas, inšala, golema nagrada i sevap je Allah subhanahu wa ta'ala. Inšala, da vidimo oni koji što u džamija dragija zavadi namazom, da doboveliče Allah Đelešanohu, za da je jakna svojata vrska sa Allah subhanahu wa ta'ala, a ne za drugi celi. So to je inšala, koja se popravi naše odnos po Allah Đelešanohu, će se popravati naši odnosi pomegaju nas samite i će vidjeti na istina, kako što vidi Allah Đelešanohu Kur'anu, innama mu'minuna ihve, na istina verecite se braći. Činite mi dova, može malce, činite mi halal, može malce odložiti. Inšala, činite dova, inšala Allah da nam upati na pravi odvrti da mi da ustavimo istina istio. Naša da posljedna dova je alhamdulillahi rabbil alamin.